страшен лаптоп. Абе, дојди вамо. Кај ти? Еве го позади мене. Ти иди вамо. Еве, не, она кај мене. Дојди некаде кај мене. Некаде кај мене само. Некаде кај мене. Ајде, имаме јас уште еден, повели. Кај си ти? Ај, Лиле. Кај си те барам. Куќа полна гости. И тоа благодарение се знае на Стефан Кирков и пријателите. Овој пат драго нешто на убав начин ќе закружиме годината. Толку многу миленици имаме во студиото, толку многу реквизити кои што сакаме да ви раскажеме од се помалку, така што следиме 35 минути 40. Само укответе се во вашите домови каде што сте и ќе видиме кај си ти. Како се вика? Луна. Кај си, Марили? А останатите? Ова е Оли. Ова е Оли. Луна. Луси. Тие Стефан твоите? Овие се Катерина и Хели. Катерина и Хели. Вау, колку убаво друштво имаме денеска во... Поздрав за Мелани и за Златко и благодариме што навистина ни го украсите со студиото со пред се вашата хармонија домашна. Имаме еден куп прашање и дали само се во ред? Извинете, мато што направивме гужова, нели вие во пижами не новогодишна. За празниците секако се очекуваат многу гости. Кај тебе секогаш еден убав позитивен хаос и во Пет маркетот. Па тие и истите ни ги... Да пренесе малку енергијата тука да видите како ние секој ден си поминувам. Да, Стефан, може да ги представиме расите кои што денеска ги имаме? Померијан расата прв пат ја представуваме, така? Така, кога го правивме цици концептот со Маршо за најатрактивните раси да ги донесеме во студио кај Да, вас. вчера вака ми вика, види на компјутер ми покажува, ќе зборуваме за куќето што го има кралицата. Да, ова буквално е како шак за 2017-та. Една од најпродаваните и најбараните раси во моментов Само во цел да свет. направиме разлика, ова е померијан? Тоа е померијан, Затоа што споминавме да. дека се многу слични Да. и често луѓето прават Ги забуна. мешаат со германски шпиц, затоа Затко малку подоцна ќе ни објасни целата разлика кон нивниот Германски шпиц професионален. ова Кај Маршо. Тоа таму кај Маршо. Ова, тоа кај еве тебе? го моето Ова е германско померанче, исто А, бевенце. добра. Така да, Види на она камера ќе атрактивно има, на кученце камера ќе Буко има. се појави на Фејсбук и предизвика лавина од реакции. Да. Во моментов го има до студио уникатна Беше прилика, интернет сензација, дефинитивно. значи уникатна прилика во Македонија да имате во студио вистински померанец во вистинска Многу смисла на сум горда зборот. што седам вака. Како се викаше? Оли. Оли, Луна, меѓутоа ги имаме и тие помалите кои што се кај Златко и кај Милани, тоа е потомство на... Да, Имаме тоа е тука потомство родители? на Оли. На Оли. Оли ми е татко, да. Колку се возрастни Златко Милани? Малите се 2 месеци. Само 2 месеци. Денес. Денес им славиме 2 месеци. На Да се живи и 29 здрави. лекивреника ни се живи и здрави. Стефан, кои се главните карактеристики на оваа раса? Малку да ја доближиме до Ова гледачите. значи станува збор за една специфична раса за гледување. Значи јас иако имам познање доста околу нив и сум навистина голем љубител и најавам зашто поише бројка кај нас да имаме вистински померанци. Има интерес од Има купувачите? интерес, меѓутоа станува збор сеце за една од поскапите раси на кучиња, која нели не може секој да се дозволи. А еве дигресија, ако погрешам ќе ме Колку убаво поправите. мирисаат. Да, ако погрешам ќе ме поправите, дали кралското семејство е исто собственик на... Па еве, на... Златко како одгледуваш и хендлер дневни, сигурно поише информиран мене за раса, така да Знам дека кралицата Елизабета од Значи секој да, сакала померија. има неколку примероци, иако таа одгледува повеќе раси, да, има голем број на кучиња, има и од овој тип на раса на куче. Вака, јас пред се сакам да кажам разликата помеѓу овие две раси, бидејќи Уште еднаш да споменеме другата раса? померанецот спаѓа во класата на германски шпиц, каде што е Луна, она е мал германски шпиц. Разликата е во тоа што првично се 5 кучиња во една група на германски шпиц, тоа е померанецот, кој е од 19 до 22 сантима. Потоа доаѓа малиот германски шпиц, кој што е од 23 до 29 сантими, па доаѓа среден, голем и на крај волпино. Значи варијациите ги имаме постојано. Сите овие пет кучиња можат да прераснат, да бидат значи од померанец да влезе во мал германски шпиц или од мал германски шпиц да оди во среден. Целата главната поента е во тоа што имаат различна длака. Кај померанецот длаката е во вид на мрежа, така кога ќе ја потиснеме се враќа во првобитната состојба, додека кај малиот германски шпиц таа е по шпицаста и е пократка. Значи кај померанецот е подолго влакно. Да, веќе може да се направи разликата, еве. Всаденоста на ушите кај померанецот е малце во страна,
а кај германскиот шпиц доаѓаат високо посадени горе. Обликот на главата, њушката на померанците им е пократка Додека и кај другите позбиена, се малку додека пошпицести, кај нив е поопуштена. Пошилеста, да речеме, да. И заради тоа знае да се појави често и да прашаат собствениците на померанците зашто тешко дишат, баш заради тоа исто како и француските булдози имаат посплескана њушка и поради тоа имаат отежнато дишење. Многу атрактивна раса која што доста луѓе посакуваат да ја имаат, како што кажа Стефан, е една од по-скапите за И одржување и за одгледување, И за меѓутоа и да се одржување и за најде кај нас одгледување, на македонскиот пазар. Друго што може да се каже е тоа што сите кои што ја нарекуваат Бо, оваа раса е померанијан. Значи померанец. Померанец. Бо е само Кученцето од Фејсбук. Популарното кученце од Facebook кој што направи Ама добро, револуција тоа последниве кученце ја години. направи расата многу Баш подостапна популарна, и да, популарна, да. Како Тоа оваа е- раса поминува на изложбите во ширум светот, како поминува кај нас? поминува доста добро надвор. Ги има доста во Русија, во Тајланд. Кај нас имаме некои си од прилика околу 10 примероци. Изложбени се, може да се каже слободно дека се помалце, кои што се представуваат на изложба. Оли е шампион на Македонија, на Грција, Ова што на е кацеца, како да, на Србија Браво бе, Оли. и на Црна Гора. Веќе се надпреварува во класата на шампиони и е доста успешен. Друго што може да се каже е тоа што секогаш на изложба кога ќе се појавиме, целото внимание е насочено кај кон Оли. нас. Да. Мора да признам дека енергиите со оваа прекрасна дама ни се поклопуваат. Некако тие се многу по-динамични, По-живи. По-темпераментни. Да, еве, по-темпераментни. Тоа е правиот збор, веројатно. Ова е само за мене. Денеска баш заради тоа и сакав да гостуваме со неа, иако она имаше легло и малце надвор од длака, не е во полна длака, али ја покажува љубовта, сака да ме направи исто среќна, Еве, сака да не бидам љубоморна, гледаш и кај мене сака дојде. да се гали. Помеѓу Оли и дамата имаме флуи денеска. Одлично. И споминавме дека сантиметрите варираат кај померанецот како раса, што се однесува која е највараната боја, да речеме, која што и доминира. Гледаме дека имаме и црни примероци, имаме кафени. Значи, овие кучиња се појавуваат скоро во сите бои. Може да бидат black and tan, може да бидат крем, може да бидат оранж или оранж тейбл, каде што се појавува малце повеќе црно. Може да бидат двобојни, бели ги има исто така. Мене белите ми се Фејворит. фаворит, да, значи бел помаранец. Немам ке нас Да речеме, немам ке нас дали белата е најретка може би да се најдели? Па да, кај померанците може да се каже. Специфично е за малиот германски шпиц да биде бел, али кај померанците таа поретка боја. Ке побараме и од режија, подготвивме инсерти кои што може да погледате како се адаптираат померанецот, секако тука се и француските билози или познатиот Гремлин Хаус на Стефан Кирков, да видите еве каков темперамент носат и едни и други ќе погледнеме. Дали имаат тешка бременост померанецот? Ме интересира со оглед на тоа дека стана збор за мала раса. Па еве, од дедувачката ли дека ни Ајде, каже Милан, пуша со оглед на тоа дека дека- секој ден со нив и може и најстручно момент Најстручно поглед, бидејќи да имаме ми и два објасни, примероци кои што се денес. Сепак се уникатни, они се едни од првите кај нас, ако не и први што имаат вако професионално легло на Повели померанец. Милани. Да. Па прилично Оли, нема тешка бременост, значи ние очекувавме женката нас која ни се породи, значи таа сама се породи и ние не знаевме како да реагираме, одеднаш почна само прво легло е, така? да. Траеше породувањето, долг процес беше? Па околу пола сат, не е многу долго. Самата дојде ви Стресно. ви даде знак кога ќе се Да. случи? Да. За да бидете покрај неа, претпоставам. Да, си отиде у легло, почна да цвичка и ние веќе знаевме дека тука е породувањето. Колку добивте? 3. Купно 3. Одлично. Да, но едното ни умре дека се роди премногу мало. И
Таа на почетокот изгледа знаеше дека тоа ќе го изгуби својот живот. И кога почна да го јаде, Знам дека нели ти и имаат сакаше да го умртви, затоа што не сакаше да се мачи веројатно. некој Тоа свој е инстинкт, инстинкт на инстинктот на кој што природа, си го да. поседуваат самите кученци. Да. Одлично. Може нели да се Зотко каже дека- исто- со оглед на тренингот или како да го не знам адаптираме со нашите услови во поглед на тренирањето, дали е лесно или тешко кај овие раси? Ке спомнеме сега, затоа само да се надоврзам на Мелани, дека може да се каже дека оваа раса носи од 1 до 3 примерока. Максимум. Да, бидејќи таа е висината на кучето и толку може да Да носат. не очекуваат. Да не очекуваме оние кои нешто што ги се премногу земат, да. 5 или 9 како што е кај поголемите раси. Раси, така. Кај нив проблемот се случи во тоа што овие два примерока беа во нормалата на границите со породната тежина, од прилика од 70 до 100 грама, тоа беше помало. И знаете дека самата женка, самата мајка, тие што се малце кучиња што не можат да преживеат, ги издвојува од леглото. Односно ги зима и ги носи на друго место и таму ги остава. Што ти значи инстинкт? Како кај нив имаме завршена обука кај Оли, за дресура се многу лесни, многу паметни кучиња. Може да се каже дека се доста темпераментни, весели и може да се научат за скоро за све. Без никаков проблем за Без никаков куст проблем, период. да. Специфично е тоа што мора, како што напоменавме пред некоја емисија, дека мора на почетокот кога ќе дојде кучето кај вас, вие да работите со него. Да не биде тоа карано, тепано или казнувано некако, а Тоа тоа неколку пати го споменавме и со тебе. Да не знае, да. Мора да му се посвети внимание, доколку кучето направи некоја грешка, тоа да се казни и после да се повика, да се погали, нели, за да знае која е грешката. Иначе вака за обука се доста лесни и слободно може да се научат и се доста паметни кучиња. Може да се каже дека целата класа на германски шпиц е паметна раса, која што лесно се учи. И мислам дека повеќето собственици на оваа раса немаат никаков проблем без обука, да. Знаете можеби од кога датира расата и кој е миксот, да речеме, од некогаш па да се добие веќе денес совршениот померанец? Значи, точно не знам од кога е создадена оваа раса, но прва раса што е создадена е вол шпиц, тоа е тој голем шпиц. И потоа се добиени овие помали раси. Последна е померанецот, кој што потекнува од областа Померанијан. Се вели дека е создаден во епрувета од сите овие Навистина? раси, да, бидејќи е специфичен, мал, компактен, значи мора да биде во вид на коцка, колку е висок толку да биде и широк. И сега како поминува времето, све повеќе и повеќе расата се усовршува, станува отпорна доста на болести, порано знаеа да кажат луѓето, знаат да имаат срцева мана, тоа веќе се избива, се комбинираат, значи може слободно да се комбинираат со малиот германски шпиц, па оние кои што влегуваат во Померанијан со долна граница, се вади педигре на померанец. Оние кои што се повисоки се мал германски шпиц, но мора да нагласиме дека секое куче кое што ќе се роди во оваа раса до 9 месеци се гледа како мал германски шпиц. По 9 месеци, кога ќе ја заврши фазата на растење и обликот, се одлучува дали е тоа во класата на померанец или дали е тоа во класата на мал германски шпиц. Да. Тогаш се одлучува да речеме каде Тогаш дефинитивно може да знаеме Се класифицира. како и што. Стефан, споминавме дека денеска ќе бидеме расположени вака пред новогодишна да ја наградиме нашата публика. Да ја наградуваме со Пет маркетот, секако ќе го продолжиме разговорот. Што доделуваме? Па вака, затоа што велат дека овој месец е месец на папагалот нимфа. Значи тоа е еден среден папагал по раст. Може се да се информирате на интернет за што станува збор.
значи не она стандардна мала тигричка, нешто него малце поголем папагал. Пет маркет како и секогаш утре на телма излегува со изненадувања, така да за Таман за тројца, празниците. да тројца да За го тројца, значи да им го чекаме. разубавиме празничното расположение. Вие ќе си кажете процедурите, наше само да го доделиме. Ја бе прилета само кој наистина сака има потреба од папагалче. Уште нешто, како беше расет? Нимфа. Нимфа, папагал, да. нимфа, 3 примероци, ве чекаме веднаш на 3076 677 или пак некој да се изненадите за празниците кои што... Папагал Да, може кој да биде добар наистина подарок. плени со својата убавена, има косичка, има црвени обравчиња, така да мислам дека овие имате се млади папагалчиња и ќе живеат долго и животен веќе некаде 10 па плюс години, ако се чува плюс, ако се чува убаво, нели? Така да еве сите љубители кои сака си има нимфа, Пет маркетот заедно со вас. Одлично. 3076 расположиме 677 некого. и ги чекаме вашите повици, меѓу другото да ги поздравите Мелани, Златко и Стефан за убавото добро утро на овој 29 декември. Што се однесува до оброците или како може да речеме кај ни колку е дозволено доза 300, 400 грама, 500 Не. кога ќе ја стигнато на или Значи, грешка сум. Многу помалку. Многу помалку. Многу помалку Сериозно? тие достигнуваат Добро, тие самите тежат од сигурно тежина Толку колку што кажа. колку што кажа. до 2,5 килограми треба да биде померанецот. Збориме ги- во тежина, Златко? Да. Значи претерав ја. Максимална? Максимална, да. Стварно? Германскиот шпиц е до 5 килограми. Кај померанецот кој ќе ја заврши својата оформено, значи возраста кој ќе ја постигне, кој ќе дојде во адулт, во возрастни кучиња или над 12 месеци, треба да биде од 50 до 70 грама. Кај германскиот шпиц од 70 до 110 грама дневно. На почетокот оброкот е околу 50 грама на оваа возраст од 2 до 3 месеци. Кучињата се хранат 3 пати на ден, додека кога се повозрастни може да се хранат слободно 2 пати. Некои луѓе практикуваат да ги хранат своите миленици еднаш дневно, но тоа според мене е погрешно, бидејќи кучето во својот желудник храната ја задржува само 2 часа. После 2 часа ја изнесува и така да ако ние кучето го храниме еднаш дневно, тоа ќе биде повеќе од 20 и скоро 20 сати, 22 сати без храна во својот желудник. Затоа е најдобро да се хранат 2 пати дневно Наутро на и 12 часа, да. Разликата да биде 12 часа. Разликата кога ќе се да стигне. биде, да. Да речеме, Златко, дали и за померанецот и за францускиот булдог или генерално за расите значи истото? 12 часа да имаат... За сите, да има 12 часа меѓу оброците и да бидат тие 2 пати дневно. Значи доколку денеска ние треба да дадеме 70, 100, 300 или 500 или килограм кај поголемите раси, тоа да биде на 2 оброка поделено и да биде на 12 часа разликата меѓу оброк. Тоа е исто важно поради тоа што, например, ако дадеме повеќе храна, ако тој треба да земе и му е доволно од квалитетна храна, бидејќи секогаш варира и квалитетот на храната. Од кој бренд користиме храна, колку е таа храна богата со протеини, со минерали, со витамини и колку даваме. Има некоја храна што го задоволува организмот со 50 грама, а од друга имаме со 70. Но не смееме да дадеме повеќе. Не поради тоа што кучето ќе биде гладно. Тоа може да покаже дека е гладно, ние да му даеме, може да изеде и кило и 500 грама месаѓете, но тоа што ќе го изеде нема да го искористи, бидејќи тој процес што се одвива во 2 часа го зема она што му е потребно на организмот и другото го исфрла во измет. Значи ќе дојдеме ако дадеме повеќе количина на храна, тоа да исфрли поголем дел од храната не употребена, не искористена. Затоа мора да внимаваме, затоа на секоја вреќа која што ќе ја купиме имаме табела според килограми и според старост. Затоа и во петшоповите како што е кај Стефан се дава тоа упатство колку треба да конзумира храна кучето дневно и треба да се придржуваат
кон тоа. Знаеш, можеш јас што веам, сега се надоврзам на затко мала дегресија. Обично, јас цело време потенцирам и сакам да ги афирмирам сите оние собственици на куќиња кои купуваат храна, истата да може да ги звучи малку невкусно да не ја купуваат во маркет, затоа што таму и нема кој стручно да им објасни како професионално во пет Да, маркет затоа пудете во било кој пет шоп каде што кидете на стручен човек кој ќе ви ја каже формулата и како вистинско да го раните млекот за да имате дома еден здрав прав миленик најаден, што е исклучително важно да ги внесе тие што како што кажа Затко, јагне, хидрати, витамини, протеини на дневно ниво на кои нивниот организам и тоа како им е потребен да биде таа точно бројка буквално до грамаш. Да, со оглед на тоа дека навистина кучињата секогаш се стрмни за јадење, така што Да, има им даете може периоди, да се летна исхрана, зимска Така е. исхрана, така да да се тајата внимава. обука која ние во пет шоповите ја добиваме од самите фабрики и производители на храна и се може да кажем дека сме стручни во делот на исхрана за да на секој собственик на куќенце, расно или нерасно небитно, му дадеме вистинската формула за да биде Така, вистинските Сек. настоки за да има здрав прав миленик по дома. Имаме тројца гледачи кои што не чекаат, се надевам дека беа доволно трпеливи затоа што навистина имавме што да ви кажеме во однос на овие раси. Добар ден, кој е со нас? Добар ден, Убав ден, со кој се дружиме? Гоце се јавува Гоце, од каде ни се јавувате? од Скопје. Гоце, извинете за хаосот, меѓутоа сигурно уживате дома. Уживам, значи кога ме гледам, значи организиран хаос. Организиран хаос, ова е И добро да позитивен хаос. Да, баш организиран хаос. Прекрасно изгледате, морам да ве поздравам сите во студиото, водителите и гостите Благодариме. и можам да кажам дека им се восхитувам на работата која што ја работам. Да. Каков миленик имате Гоце по дома? Кокер Шпанијал, Супер. Како се вика? Женка, Тела, Тела. Поздрав до Тела. Да, поздрав до Тела, верувам заедно не гледате. да, така, може би на крајот да го прашам и сега, меѓутоа сега ќе го поставам прашањето, ако може да ми одговорат после јавувањево, дали има одреден рок за спарување за куќето и, нели, она е стара 3 години, и дали нешто треба да се посебно превземе околу тој чин, нели, за спарување за легло. Одлично. Одлично. Инаку Гоце само да прашаме дали би чувале дома Папагал. Папагал. Нимфа? Уф, и тоа како, јас пред многу години имав партнер кој што имаше и продавница за домашни миленичиња, поточно за папагали, рибки, за храна за миленици, така да би се навртил. Супер. Ке си појдете во пет маркетот на Стефан. Но еве празничен подарок од Да. Пет маркет од Стефан Кирков и целата дружина. И чекаме слика со Тела, со папагалчето на кој што ќе му дадете Име, така и е. со вас, Гоце. Важи, овој. Благодариме што Пратете сте на со нас. утринска на Телма. Поздрав. Ве пратам секој ден, имајте убави празници, среќна нова година. Убави Исто и до празници вас, за Гоце. вас. Да сте ни живи и здрави вие и вашето семејство, да го вклучиме следниот. Добар ден. Добар ден, Со кој се дружиме? со Јованка од Велес. Поздрав до Велес. Дали ни е чист Велес утрово со воздухот, дали се во ред? Па супер е, да. Добре, таман да се диша. подготвим. Ево, добре. Супер, одлично. Како сте Јованка овој период? Како си ги поминувате Со вас, последните денови од годинава? па супер. Одлично. Каков Одлично. миленик имате вие по дома? Вие супер. Имаме се, Какво? викаме Вики, женска, ја чуваме 6 години више. Охо, таа веќе е дама вистинска. Да, ама е чувана милијаниче наше домашно. Сега да ве прашам нешто. Од пленот. Дали може да ја надополниме вашата фамилиарна хармонија со папагал од Пет маркетот и Стефан Кирков? Може. Ете, да знаете дека и вие ќе бидете една од оние наградени, убав празничен подарок од Ако не можете ве нашата пред екипа. празниците, слободно после празниците ќе дојдете во Скопје и ќе си го подигнете вашиот миленик. А точно каде се наоѓа? Пет маркетот и вие во непосредна близина телевизија Телма, еве Стефан Кирко ќе каже. Во населба Карпов 4, улицата е Развовечково стание 26, веднаш до маркет Грана, така да нека ги ости господјата генералите во режија Или ќе нека се да контактираме. говори Или да знаете, Стефан Кирков е секако во име на македонската јавност и достапен и по социјалните медиуми, така што на Facebook може да го најдете и да се искоординирате Да се со скоординира, Стефан да. Кирков. Добро. Ете Голем така. поздрав до вас, Поздрав среќни до вас. празници. Ајде уште еден гледач, па ќе си го продолжиме разговорот. Добар ден. Оли, Кој е со нас и и ужива во ова прекрасно друштво, се надевам. Добар ден. Дали го имаме си уште гледачот? добар ден, добар ден.
Убав ден. Со кој се дружиме утрово? Добро, веројатно се исклучи гледачот. Само да прашаме од режија дали го имаме се Но уште може да гледачот на линија. Добро, споменеме имаме дека уште еден папагал останува. Уште еден папагал, уште една нимфа останува за некој од вас. Нека биде тоа празничен подарок од тимот на Утринска на Телма и се разбира од Пет маркетот. Да. Чекайте Стефан. само да видиме. Ајде ќе почекаме, добро. Добро, ајде, Ќе ќе почекаме. Стефан, што се однесува до куќата на гремлините, го збогатите семејството, бога ми годинава Го со... збогативме тоа со најново, веќе вчера ми пристигна новиот член на мојата фамилија во Кој е Гремлица сега новиот член и кој е Тоа поред? беше едно изненадување што долго време го држа во себе, дури и моите домашни не знаеа. Не знаат кој да родил? Ајде, соопшти ни. Дојде кученце од Русија кое го чекав па можеби година и пол. Бев на waiting list кај еден од најпознатите одгледувачи Во Русија? во Русија, За каква да. раса станува збор? Исто френчи, значи Аха, француски добро. булдог, да, ќе го збогати квалитетот на мојата Сега одгледувачница. има разлика да речеме за ова легло кој што си го чекал? Да, зашто толку долго се чекало? Затоа што за да земете кученце од таа одгледувачница прво треба да биде стај на waiting листа. Толку многу има побарување од тој човек да земете кученце што Вистина. ве става на листа, проверува кој сте, што сте, како ќе очувате кученцето и буквално не Дали продава добро на ќе се секого. грижите нормално? И јас сум пресреќен затоа што веќе кученцето од Нокеска е кај мене, така да ги поминам оние карантински прегледи се што треба, па Супер, потоа значи ќе ви во го новата представиме. година Да. ќе ни дојдеш. Гребник Колку ги Халски, имаме да. вкупно Стефан дома? Па дома во моментов 7. И сме happy family. Можам само да се пофам со тој новитетен во Гребник Халски за последен за 2017. 2018 не знам, моите гледатели ми сијава не кажувам ништо. Поздрав до Да ги исплашиме. семејството Кирков. Така да исто како новитет е еден бренд на професионална гардероба за кучиња кој ја донесол во Слобода. Да, ќе прикажеме. Еве тука сме веројатно на Кецот, јас и Цеце ќе Колку ви и во прикажеме. Македонија веќе станува тренди, да кажем, облекувањето на домашни миленици. Јас контактирав со модната куќа Папилон, која е Боже мој, колку долги се години прекрасни. во областа на гардеробата за луѓе. И буквално им кажав дека би имало интерес да го направат соодветна колекција на облека за кучиња. Верувате, на запад, секаде во зимскиве простори, зимскиот период, Тоа е како нешто задолжително. како задолжителна гардероба. Меѓутоа многу е важно, на интернет се појава се што. Многу е битно таа облека да е по стандард, да има величина, да не е премногу стегнато Да е кучето, да материјал дише наменет. кожата. И овие се професионално изработени материјали, зимски. Еве колешката Колекција Вики есен Вили зима. ова таман за новогодишните празници ќе бидем. Да, За Оли така ли да- ќе биде ова? Така да Гребник Халски настана и бренд на Папилон. Така да сите овие примероци може ги најдете во продавници во Петшопов кај мене и во продавниците на Ројал Канин Македонија. Знаеш што, само заслужуваат овие примероци да направиш еден добар Fashion Week. Јас тоа го замислував и ќе го направиме за хуманитарни цели некаде во втората Браво. половина во јануари месец. Супер. Така да бидеме тука да ќе имаме проследиме се. посебна емисија каде што ќе представиме дел од детска конфекција, дел конфекција Ако за сакаш и возрасти. жири ќе бидеме ние, ќе оценуваме. Одлично. И конфекција за миленици и сето тоа да биде за хуманитарни потреби, затоа што во овој период сведоци сме колку не им требаме на бездомните кучиња во за жал Да. после сите Браво. случувања Немили кај да нас. настани кои што се случија така. Ајде да го поздравиме гледачот кој што ќе си добие папагалче. Добар ден. Добар ден. Убав ден. Ало, Со кој се дружиме? добар ден. Добар ден. Од Скопје Драгослав се јавува. Драгослав, како сте ни овој 29 декември? Супер, одлично, ве гледам, ја пратам емисијата. Ви се допаѓаат овие прекрасни примероци од расата француски булдог и померанец? Многу, многу. Јас имам бела хаска, Одлично. Добра Колку е раса. возрастна? 3 години. 3 години. Одлично. Да. Супер, супер. Дали сакате да си чувате едно папагалче по дома, како добар подарок од Стефан, од Пет маркетот, од сите нас? Да, би сакал да. Супер. Одлично, ќе си го подигнете и вие во Пет маркетот, за сите подетални информации ќе го контактирате Стефан, кој што ви стои на располагање на социјалните медиуми. Посакуваме среќни празници и уште поубава 2018 година. Благодариме навистина за изненадувањето. Да, само на првиот глед заборавме да му одговориме на прашањето колку Да, еве ќе простиме, още има многу теми на разговор. Јас би мој звучи послушно затоа што е веќе кокерот на вода со 3 години и досега како што разбрав нема легло. Во моментов значи е во одлични години каде што може да
да има потомство, се предпоставува дека здраво право куче до 5-та година веќе може да има репродукција, односно да има парење, да има лего. После 5-та година па и не баш, затоа што влага во оној Ова важи генерално, период Стефан, каде што- за па голем дел генерално од расите? за мали средни раси се Како што е препорачува. померанецот Померанецот, француски булдог, англиски булдог, и кокер, кокерот бигел, кој да. што припаѓа тука. Да, така да доколку јас им ставам на располагање на сите љубители на животни, на социјалните мрежи, на секој вид на прашање, слободно може да ми се обратат, ќе добијат совет од опознавање кој јас го имам. Ме интересира, Златко, и Мелани, ваше искуство. Припоставам дека за оваа раскошна убавина, за да имаме во случајот како кај Оли, грумингот е веројатно и многу важен момент во секојдневието, значи дека не може да го запоставиме кучето или овој тип на раса, бидејќи мислам дека влакното особено кај него прави еден убав раскош на изгледот. Да. Колку дневно е потребно да речеме да се четка кучето и да се острани тој дел од влакно? Значи, тоа правилно треба да се четка буквално секој ден, за да му биде убаво природно влакното, нели? И правилно треба буквално секој ден да се четка. Они се четкани, бидејќи немаме премногу време, ги четкаме 3-4 пати во неделата. И исто така кога идеме на изложби има посебен дел каде што се оценува и грумингот. И за тоа има трендови, а? И за тоа има Да, трендови. гледат. Различни фризури. Различни Да. фризури. И он исто така има многу пати зимано места Ма он е во тие шампион, работи. или? Да. Дефинитивно Па мислам дека најтрофеен померанец, ако не се лажам. Во Македонија. Во Да. Македонија, Оли е да. најтрофејниот, ете, го имаме најтрофејниот моментално пример. Да, сепак на кучинцето на Фејсбука се појави бу, тоа е грумирано, шишено со машинки околу очињата. Ма тоа има стилисти сигурно. Да, Но гумина мисля дека тоа е некоја друга раса, Да, значи затоа бу. мисля дека така е природно. Вистински померанец е како што е Оли, така да не имаме различни типови на фризура и него може да го направиме за летоска да има таков тип на Така. фризура. Меѓутоа, померанец во вистински смисол на зборот со убава фризура, изложбена фризура е како Оли што го гледате во моментов. Така, Стефан, дефинитивно 2017 беше една од поубавите и поуспешните години за тебе, за печмаркетот, Да. за Миленик и така натака. Што може да очекувам или што ни најавуваш во 2018 година? Имаме уште многу Телма 5 заедно со тебе, со уште многу миленици. Ќе представуваме раси, но и разни други видови на домашни миленици. Што ќе ни најавиш вака? Па вака Праши како вас летечките верведички кои летишките верведички, јас сакам за денеска, ама ќе беше тумач, ако Ќе беше премногу, да. Тие се во мојот дом, значи некаде после претнесиве Значи, дефинитивно обавезно. ви доаѓаме со нив на гости, а како новитет Пет маркетот се проширува најверојатно на уште една локација. Супер. Малце покомотна за да имаме поголем простор за работа. Меѓутоа се уште не е ништо официјално, кога ќе официјално ќе викнеме на отварање. Иначе плановите на Gremlin House Kennel се настапување на сите меѓународни изложби во Македонија и надвор. Плановите на Купи Миленик е уште многу увоз на кученца од сите видови на раси за сите љубители во Македонија. Може да посетите страницата Купи Миленик МК. Имаме различни легла. Строго работиме со проверени одледувачници, така да набавката е професионална и кученца како што налага стандардот за некученца кои се налик на расата која треба да бидат. 2017 беше успешна за мене, си го отворив Пет маркетот, нешто што сакав цел живот да го работам. Го совршив моето познање во областа на грумингот. Така да Зема кученца од 2018 Русија. земав кученце од Русија и сега Знаеш дека никогаш не сум те прашал колку миленици генерално се чува во домот на Кирко. Збориме тука нека се риби, папагали, летечки верведички. па така Не се имам броја веќе. повеќе врсти на папагали. Имам 2 аквариуми или во просек околу 500 литри вода. Имам 7 француски булдози, веќе 8, дел во косопственост, дел дома и да не говорам за оние мачиња кучиња кои не се исто ко нашија, се во нашиот двор. Ме интересира само сосема некаде и при крајот, доколку сакаат ве гледачите да имат раса померанец во својот дом, дали е потребно уште однапред да се направи waiting list или листа на чекање со оглед на тоа дека кажавте за да имате добар вистински примерок со добар родовник, рековте околу 10 се успешни кај нас примери, кои и Ова е, Оли. ја читам дека ако е закон ќе ме поправи прво легло на вистински померанец во Македонија, така да може да ни се контактираат сите оние едни со
кои сакаат единствено да нараснат да ги насочиме овие две кученца се на продажба, така да одлична да знаете прилика за само кој секој куче кој вие моментално може да го имате во вашиот дом и Нема го имате никој што вашиот ќе бул одолее. во вашиот бул. И јас навивам за што повеќе помаранци, расата е прекрасна, значи кој нечего не знае. Така да, јас еден ден сигурно ќе имам, меѓутоа, знаете, Мила, зошто се одлучи ти за токму оваа раса? Па, не знам, јас на почетокот сакав било какво куче, бидејќи премногу сакам кучиња. И седев по интернет, барав, работи, И си видиш сега раси. што да одберам. И ја видов, прво го видов овој шишаното и бев влюбена во тоа и буквално сакав само тоа и ништо Збориме друго. за бул, тоа Да. прекрасниот примерок на бул. И се молевме, мајка ми не сакаше. И не знам како, ние си го нарачавме и она за После две немаше недели- избор, се заљуби. За 2 недели буквално премногу го засака. И сега да се случи нешто со нив, ој без ќе умре буквално. Затоа сега во домот имаат веќе 3 примероци. Три примероци И овие големи собственици. две бебиња. Може да кажеме дека за она баш цело време често го коментираме за бу, за шишањето, за грумирањето на бу. Може да се каже дека тоа малце не му влијае добро на кучето, Од кој бидејќи може да дојде до прешишување и тоа да ја изгуби својата длака на тој дел каде што се шиша со машинка. но сетливи се многу. Сериозно? Да, бидејќи е осетлива раса, кој ја има веќе оваа раса, Не се му препорачува. препорачуваме, бидејќи они и вака се прекрасни. Значи тоа е тој Раскошната бавина дефинитивно е кај нив. Златко, за сосема за крај, во една од нашите претходни изданија со Стефан Кирков апелиравме до македонската јавност со оглед на тоа дека навистина мислам дека годинава која што следува ќе биде доста актуелна за милениците и за уличните кучиња со кои што дефинитивно централните подачи располагаат, а никако не можеме да ги санираме проблематиките. Што се однесува до отровите кои што се расфрлаат, кои што се секако загрозување и за нас како човечки род, што треба да внимаваме следниот период и како да ги заштитиме милениците и не де Боже доколку доде во контакт со некаков отров. Значи, милениците ние може да си ги заштитиме со тоа што ќе носат маска одредени И кучиња покрај тоа што можеби немале навика претходно. Да, ќе мора да се навикнат кучињата, бидејќи постојат такви луѓе кои што ги расфрлат тие отрови, дали е тоа намерно или случајно или сакат да се заштитат од уличните кучиња. А со Стефан споменавме дека Македонија е лидер можеби во регионот кој што апсолутно поаѓаш во аптека и го купуваш за жал од отровот Да. или се набавуваат околу лесно. Јас неколку пати го имам поддржано Стефан за уличните кучиња да се стационираат сите, да ги нема по улиците, бидејќи тие треба да живеат слободно, да живеат убаво, да бидат нахранети, да бидат да не бидат болни, да има ветеринар кој што ќе ги прегледува, да не се размножуваат и да не бидат по улиците, бидејќи може да се случи, знаете како, најчесто уличните кучиња делуваат кога се повеќе, агресивно. Во глутница, да Да, речеме. кога е само ретко некое што ќе биде агресивно па да ве нападне. Заради тоа и разликата меѓу обучено куче со дресура кое што напаѓа, кое што е чувар, кое што се користи за тоа и уличното куче. Значи уличното куче, знаете и сами, ако му надмавнете или ако фрлите по него, тоа ќе избега. избега. Додека обученото куче во тој момент напаѓа. Не од страх. Бидејќи знае да направи една убава Да. самоодбрана во случај Све додека бидејќи е вие трениран. сте мирни, ќе може и да го погалите и да си играте со него, кога ќе изреагирате, тогаш он може да ви возрати. Али тоа е обучено куче збори. Додека уличните кучиња најчесто делуваат во глутница, кога се повеќе кучиња, доволно е само еден да тргне, паѓаат сите по него и тогаш напаѓаат. Така имаше и еден случај пред околу 6-7 месеци, мислам дека беше, кога повеќе кучиња нападнаа дете. Баш тоа е тој дел.
Така, може за ова многу повеќе да информираме во некоја следна И Филма си 5. ветивме дека груминг студио ќе направиме, ќе адаптираме Модна ревија. Имаме многу изненадувања, така што понатаму ќе бидете И може со нас. да спомнеме и за изложбите, како луѓето сами да ги проверат куќињата пред да излезат на изложба или пред да исконтактираат со нас. Има многу теми кои ќе ги отвориме од 2018, така да. Благодариме што Чуваме не многу дружите, материјали. што те запознавме и тебе, Златко, Мелани. Благодариме за убавиот ули украс на шампионот. студиото, поздрав и до семејството ваше. И се гледаме убави среќни празници ќе ви посакаме уште од сега со овие прекрасни ваши миленици. Благодариме и ние на вас. Исти вие. Тешко ќе се збогуваме сега јас. Да, се надевам дека бевме доволно едукативни, информативни и забавни во оваа најнова Телма 5, а вие се разбира останете на Телма.